Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер, следуваат настаните кои што го одбележаа првиот работен ден од оваа недела. Штип планира развоен буџет за идната година. Виница организира јавна буџетска расправа. Македонска каменица го донесе буџетот за 2017 година. Со верска литија и кршење на славскиот колач, денес во Штип се слави Свети Никола. Највисокото општинско признание, орденот Свети Никола, годинава го доби академик доктор Жан Митрев. Општина Кочани бара агенција за привремени вработувања. Распиша јавен повик за прибирање понуди од регистрираните агенции за привремени вработувања. Изминативе недела дена сите бевме сведоци на срамен обид кој некои од членовите од Државната изборна комисија да ја оспорат и да ја фалсификуваат волјата на мнозинството граѓани, која беше јасно изразена на мирни, фер и демократски избори, кои минаа без ниту еден инцидент, изјави денеска на пресконференција членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Никола Тодоров. Изминативе недела дена целата македонска јавност беше сведок на непрофесионалното однесување на одредени членови на ДИК, кои се впуштија во постизборен инженеринг, со тоа што прифатија скандалозен и неоснован приговор на политичката партија БЕСА за едно избирачко место во Гостивар, вели Тодоров. ВМРО-ДПМН веќе поднесе тужба против ова решение на ДИК, која сама по себе е невиден преседан. Искрено се надевам и верувам дека управниот суд, судиите и управниот суд ќе одлучат да ја коригираат оваа незаконска одлука на ДИК и да не дозволат 7 невини луѓе да завршат во затвор заради незаконска одлука на ДИК, порача Тодоров. Тужбата на ВМРО-ДПМН е поднесена врз 3 правни основи. Повреди од формално правен аспект на одредбите од изборниот законник и подзаконските акти, погрешно и целосно утврдена фактичка состава и погрешна примена на материјалното право. Од формален аспект, побиваната одлука на Државната изборна комисија е незаконска од следниве причини. Видно од доставениот приговор, усвоен од страна на ДИК, е дека истиот е поднесен без подпис од страна на овластениот представник на подносителот на приговорот, со што се повредува член 147 став 3 точка 2 од изборниот законник. Имено, во постапката за разгледување на приговорот од страна на Државната изборна комисија е изведен како доказ со слушување на сведок, поточно со слушување на лицето Фатиме Сулејмани од Гостивар, зашто од страната на ДИК не беше воопшто ниту дискутирано, ниту пак е донесена одлука за изведување на овој доказ согласно со одредбите од изборниот законник и правилникот за начинот и постапката за решавање по приговори. Овој сведок беше донесен, внимавајте, од страна на овластениот представник на коалицијата предводена од СДСМ, иако приговорот е поднесен од овластениот представник на политичката партија БЕСА или Движење БЕСА, кој не беше воопшто присутен во салата, каде што се одржуваше седницата. Од страна на дел од членовите на ДИК беше укажано дека за изведување на овој доказ не е донесена формална одлука од Државната изборна комисија и дека не треба да се дозволи сослушување на наведеното лице. Сепак, председателот на ДИК, спротивно на закон и на подзаконските прописи, дозволи нејзино сослушување. Во постапката за разгледување и одлучување по приговори, ДИК донесе одлука да се изведе како доказ графолошко вештачење на подпис на овој сведок без при тоа да биде издадена наредба за вештачење и без претходно да се определи начинот на кој ќе биде извршено ова вештачење. Од тука вештиот навод и мислење на вештото лице дадено во постапката и изведено како доказ во постапката на Државната изборна комисија е во цело спорно од формален, но и од материјален аспект, но и по однос на резултатите од истиот. Дополнително, вештото лице, согласно член 5 од Законот за вештачење, воопшто не било законски овластено да врши вакво вештачење. Согласно член 149 став 1 од изборниот законник, секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката на спроведување на гласање може да поднесе приговор во рок од 24 часа. Ова е многу значајно. Дури и во случај лицето Фатиме Сулејмани да не можела да го оствари
гласачкото право, на начин како што тврдеше пред Државната изборна комисија. Во тој случај ова лице можело и требало да поднесе приговор за заштита на личното избирачко право веднаш откако истата констатирала дека не е овозможено да гласа. Со членот 151, законодавецот инкриминирал гласање од страна на едно или повеќе лица кои гласале за други повеќе лица. Од оваа одредба јасно произлегува дека за да постои основ за поништување на гласање во избирачкото место, потребно е да било злоупотребено гласачкото право на повеќе лица од страна на едно или повеќе лица. А во конкретниот случај се работи за наводна злоупотреба на гласачкото право само на едно лице, што не представува основ за поништување на гласањето на целото избирачко место. 946 милиони динари тежи буџетот на општина Штип за едната година и е за 1,5% поголем од овогодинешниот. Основниот буџет е 507 милиони динари. Половина од приходите општината ги планира од даноци, а во расходниот дел инфраструктурата зафаќа 43% од буџетот. На денешната седница за финансирање и локален економски развој општина Штип го проектираше буџетот за следната година. Раководителот на секторот за финансии во општина Штип Трајче Цветков истакна дека вкупниот буџет бележи покачување од 1,5% во однос на претходниот буџет, додека основниот буџет ќе биде зголемен за 5%. Секако и во овој буџет најголем удел имаат капиталните инвестиции и тоа со учество од 43%. Согласно проекциите кои ги направивме, буџетот за 2017 година вкупниот ќе изнесува 946 милиона денари или за 1,5% е зголемен во однос на претходната година, односно буџетот за 2016 година. Што се однесува до основниот буџет, тој ќе изнесува 507 милиона денари. Предлог буџетот на општина Штип за 2017 година ќе се донесе од страна на советниците во Советот на општина Штип на последната седница, која вообичаено се одржува на крајот на декември. Општина Виница ќе одржи јавна расправа за нацрт буџетот за 2017 година во среда, 21 декември во 11 часот во салата на Советот на општина Виница. На јавната буџетска расправа може да учествуваат сите граѓани, како и представници од образованието, културата, здравствената и социјалната заштита, од здруженија и фондации, представници од урбани и месни заедници. Работниот материјал по нацрт буџетот за 2017 година е објавен на веб страната на општина Виница. Остануваме со општинските буџети за идната година. Општина Македонска Каменица на последната седница обезбеди рекордна поддршка за локалните спортски клубови и невладините организации. Согласно буџетот за 2017 година, најмногу средства, вкупно 1.600.000 динари, доби фудбалски клуб Саса од Македонска Каменица. Општината Македонска Каменица на последната седница на Советот обезбеди рекордна поддршка за локалните спортски клубови и невладини организации. Близу 5 милиони денари согласно буџетот на општина Македонска Каменица во 2017 година ќе бидат наменети во делот на трансфери за невладини организации. Мислам дека оваа година имаме најголеми буџет од средства кои што се планирани како трансфери до невладините организации во општина Македонска Каменица. Значи на невладините организации приближно и 5 милиони денари кои што се обезбедени за сите невладини организации кои што ги имаме во општината, кај усвоена и програмата за културно-информативниот центар Романса, кој што ќе се реализира во 2017 година. Да споменам дека едно барање од комплетот сите советници, мислам дека беше во гласањето 8:2, беше одбиено со образложение дека друштвото, како се викаше, Кик Бокс, било формирано во октомври, меѓутоа немавме некоја јасна представа колку луѓе членуваат, колку спортисти и така натаму, и затоа беше одбиено. Од спортските клубови најмногу средства доби фудбалскиот клуб Саса 1.600.000 денари, средства кои би требало да бидат доволни за успешно завршување на сезоната во третолигашката фудбалска конкуренција. Овие средства се одобрени до јуни месец, пошто имаме амбиции за влез во втора лига. Ако влеземе во втора лига, клубот во јуни месец ќе има ребаланс на буџетот и очекуваме уште зголемување на средства. Овие средства што се одобрени
1.600.000 денари ќе ги покријат сите трошкови за теконото работење на фудбалски клуб САС. Освен тоа, нешто над 400.000 денари добија и кошаркарскиот клуб Баскеткам од Македонска Каменица, како и еколошкото друштво Здравец, друштво кое во рамки на своето 15 годишно постоење во 2017 година со овие средства ќе реализира 3 значајни проекти. Прв проект е традиционално меѓугранична средба на Руе што се организира секоја година, а втората е традиционална регионална средба на Царевров и помош на стари изнемоштени лица на територијата на општина Македонска Каменица. Многу голема благодарност до градоначалникот на општина Македонска Каменица и до Советот на општина Македонска Каменица за одобрените средства, кои средства ќе значат многу на младите кошаркари за непречено такмичење. За нормално функционирање на ловното, риболовното друштво и новото здружение на пчелари од Македонска Каменица, исто така беше обезбедена финансиска поддршка од општината. Со свечена академија на која по 8 пат беше доделен орденот Свети Никола и признанијата 19 декември, Штип го почна славењето на Свети Никола. Годинава на високото одликување на општина Штип за 2016 година го доби најпознатиот кардиохирург во земјава, роден штипјанец академик доктор Жан Митрев. Признанија добија 3 институции и 5 мина штипјани кои имаа дадено свој придонес за афирмација на градот. Традиционално по 8 пат општина Штип вчера вечер ги додели признанијата и орденот Свети Никола на свечената академија која се одржа во седиштето на Брегалничката епархија. Највисокото признание оваа година го доби најпознатиот кардиохирург во земјава, роден штипјанец академик доктор Жан Митрев. Сето ова ми значи многу и така сум, морам да признам, и емотивно веќе допрен со сето ова и се надевам дека и понатаму со мојата работа, со мојот живот и со сето она што го правам ќе го оправдам ова признание, а и ќе служам за помладите генерации, за позитивен пример дека треба да работат и за себе, меѓутоа треба да работат и за сите околу нив. Големиот број на реализирани проекти за подобрување на спортскиот живот во Штип од страна на Агенцијата за млади и спорт оваа година му донесе признание на директорот Маријан Спасецки. Во изминативе неколку години во општината Штип инвестиравме преку 75 милиони денари како Агенција за млади и спорт за изградба на голем број на спортски објекти. Веќе во следниот период во новата програма на Агенцијата за млади и спорт предвидени се изградба на 3 баскет игралишта, 1 скејт парк и затворен пливачки базен со ватерполо димензии. Еве објавувам јавно дека во 2017 година, некаде почетокот на годината, ќе го стартуваме и првото баскет игралиште токму овдека во општина Штип. Признание 19 декември добија и вработените во одделението за јавни набавки во општина Штип. Од голема важност ова признание кое што ни е дадено, исто така во исто време и мотивација за во идни да се вложиме уште повеќе од тоа колку што се имаме вложено сега. Значи, чест и задоволство е ваквото признание, затоа што ова е признание со кое што нас не означуваат за личности кои што сме помогнале за овој град, кои што сме помогнале во инфраструктурното разубавување на градот. Тоа е за нас само предизвик плюс и едноставно поттик да и понатаму се вложуваме во нашето професионално напредување и унапредувањето на она што значи разубавување на градот, инфраструктурно уредување и секако помош на градоначалникот во остварување на сите негови проекти. На свечената академија свој настап имаше хорот Свети Никола. Денес одбележувањето на патронот на градот Свети Никола започна во утринските часови со света архиерејска литургија на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион. Потоа на градскиот плоштад се одржа литија во присуство на голем број верници, се кршеше и празничниот колач. Овој светец чудотворец го слават и многу семејства во Штип. Светец тој помагал на сиромасите, сето своје богатство го подарил на народот, живеел за луѓето, творил, стварал, помагал и живеел многу години и сите се молиме за него и е заштитник на нашиот град Штип. Нашиот град, покровител Свети Никола, не е многу одавна, него во последно време, последните години, стана покровител на градот Штип и заштитник и свечено се баале у црквата беме цело време, после ојдеме тука да изслушаме словото на нашиот
Иларион. Потоа чувме градоначалникот и излагањето и еве како што гледате масовно посета. Тоа е еден свечен празник за нас, за сите. Општина Кочани бара агенција за привремени вработувања. За таа цел на крајот од тековната 2016 распиша јавен повик за прибирање понуди од регистрираните агенции за привремени вработувања, по чиј избор ќе се склучи договор во вредност од над 3,5 милиони денари. Општина Кочани планира и во наредната година да реализира привремени вработувања на лица кои ќе извршуваат работни задачи што дополнително ќе им бидат одредувани. За таа цел на крајот од тековната 2016 распиша јавен повик за прибирање понуди од регистрираните агенции за привремени вработувања, по чиј избор ќе се склучи договор во вредност од над 3,5 милиони денари. Со овие пари треба да се покријат трошоците за ангажирање на 20 работници, односно за исплата на плати, надоместоци за здравствено и лично осигурување на лицата, трошоците за нивно пријавување во надлежните институции и слично. При тоа се наведува дека привременото вработување ќе биде за лица со завршено високо, средно и основно образование, во зависност од потребите што ќе се јават за конкретната услуга, а за што работодавачот, односно општината, претходно ќе достави барање до агенцијата, давател на услугата. Доколку во текот на годината се јави потреба за отстапување на дополнителен број работници за вршење на привремени работи, може да се побараат повеќе од договорените 20 лица, согласно одредбите од Законот за јавни набавки. Од давателот на услугата се бара потребните лица да ги обезбеди во рок од 1 ден од доставувањето на барањето, а при тоа е обврзан да врши навремена исплата на платите за ангажираните работници. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниската цена, односно најниската понудена провизија на бруто плата на отстапен работник изразена во проценти. Тендерската постапка е отворена до 5 јануари идната година, а средствата за реализација на договорот за јавна набавка се обезбедени од буџетот на општина Кочани за 2017. Немирен викенд во Штип. Вчера во 1 часот и 45 минути по полноќ 45 годишен штипјанец пријавил разбојништво извршено над 23 годишна штипјанка. Истиот тој ден бил извршен и напад исто така врз 23 годишна штипјанка од страна на 3 непознати лица. Истиот ден, околу 1 часот и 30 минути, на улицата Сани Ѓоргиев во Штип, додека 23 годишната штипјанка се движела кон незиниот дом, од позади и наишле 3 непознати лица, при што едното непознато лице со рацете и ги покрило очите, другото непознато лице ја теглело за незината ташна, која носела преку раката, а третото непознато лице започнало со рацете да ја тегле за косата и физички ја нападнало, удирајќи ја со нозете во пределот на телото, нанесувајќи видливи телесни повреди. Нападнатата, видно вознемирена и сплашена, започнала да вика на висок тон, при што лицата се оттргнале и побегнале во непознат правец. По преземените мерки и действија од страна на полициски службеници при секторот за внатрешни работи Штип, пронајдени и лишени се од слобода 3 малолетни лица, каде што во присуство на нивните родители водени се службени разговори. Со читање на поезијата на Ацо Шопов од страна на ученици од општина Штип, Дом на млади во соработка со општина Штип ден порано го одбележа родениот ден на овој познат штипски поет. Традиционално и оваа година во чест на македонскиот академик и поет Ацо Шопов, со читање на поезија од страна на ученици од општина Штип, Дом на млади ден порано го одбележа раѓањето на овој познат штипски поет. Имено овој надпревар е по повод 93 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов и по повод денот на градот Свети Никола. Идејата на настанот е да се мотивираат младите да читаат, меѓутоа и да дознаваат многу повеќе за нашите домашни поети, за нашите домашни писатели или генерално повеќе да научат за ваков поет и револуционер како што е Ацо Шопов.
Шопов. Како и минатата година, така и оваа година ги наградуваме најдобрите учесници, поделени со оваа година во две категории, средни и основни училишта, што значи дека сите ќе имаат подеднаква можност во зависност од тоа како се покажат за време на надпреварот да добијат и соодветна награда. Оваа година учествувам на овој надпревар и чест ми е што представувам гимназијата. Учествував и претходната година, земав прво место и се представив со песната и повторност Црно сонце. Ке се представам со беседата за Ацо Шопов, ке кажеме општи податоци за него и за некои од неговите непознати стихови. За манифестацијата насловена како Младите за Шопов, односно надпреварот во рецитација на стихови на Ацо Шопов, беа пријавени 16 учесници, а жирито одредуваше кој најдобро ќе ги пренесе емоциите на Шопов во неговите песни. Со фолклорен концерт и со доделување плакети и признанија, Сдруженијето на пензионери од Кочани одбележа 70 годишнината од пензионерската организација на Македонија. Со настап на пензионери од Кочани, Кавадарци, Куманово и Прилеп, Кочанското здружение го одржа својот традиционален новогодишен концерт. Сдруженијето на пензионери на општина Кочани во салата на Центарот за култура Бели Мугри го одржа традиционалниот новогодишен концерт на народни песни, музика и јора, на кој настапија фолклорните ансамбли од Сдруженијата на пензионери од Кавадарци, Куманово, Прилеп и Кочани. Тие се представија со традиционални народни песни и јора од Кавадаречкиот, Прилепскиот, Кумановскиот и Осоговскиот крај. Пред концертот на пригодна свеченост, подпредседателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, Салтир Каровски, на истакнати поединци од Кочанското здружение, им врачи признанија по повод 70 годишнината од пензионерската организација на Македонија. Од Кочани добитници на плакети на Сојузот се градоначалникот Радко Димитровски и Ѓорги Серафимов, председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани, додека добитници на признанија се Сдруженијето на пензионери на Кочани, Културно-уметничкото друштво на кочанските пензионери, како и Мирко Анакиевски, Костадин Стојанов и Киро Герасимов. Културно-забавни манифестации и спортски манифестации. Тоа морам да нагласам е содржина која ја фокусира со своите ангажирање целата здрава пензионерска популација. Ние оваа година тоа го одбележуваме со крупни резултати. Меѓутоа, фокусот на нашето ангажирање идната година треба да биде и наша грижа за оние кои што не можат да учествуваат заради проблемите кои што ги имаат, преди се здравствени проблеми. На свеченоста председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани Ѓорги Серафимов на 34 поединци и организации им врачи плакети во знак на благодарност за успешната соработка со Кочанската пензионерска организација. Нашето здружение е формирано на 16 ноември 1972 година. Едно од постарите здруженија во Македонија. Организирајќи се у рамките на тие услови како што са били, оно бележе добри резултати и ова прилика се захвалувам на сите актери и раководители што се работели у здружењето. Со ова, Сдруженијето на пензионери на Кочани ја одбележа годишнината од постоењето на Сдруженијето и 70 години пензионерско организирање во Македонија. Членките на Советот за безбедност на Обединетите нации постигнаа договор за нацрт резолуцијата за испраќање наблюдувачи во Алепо, откако Франција ги прифати забелешките на Русија, а гласањето би требало да се одржи денеска. Очекуваме овој текст да биде прифатен едногласно, изјави амбасадорката на Соединетите Американски држави во Обединетите нации Саманта Пауер. Рускиот амбасадор во Обединетите нации Виталий Чуркин изјави дека смета оти имаат добар текст. Претходно Франција понесе нацрт резолуција во која го повикува генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун веднаш да распореди наблюдувачи кои би следеле евакуацијата на цивилите од опколените делови на Алепо и кои би процениле дали се почитува меѓународното право. Во рускиот нацрт биле исклучени какви било наблюдувачи на Обединетите нации за време на евакуацијата на цивили од Алепо. Најмалку 8 лица се повредени денеска при уривање на авион на војното воздухопловство на Русија во Руската автономна република Јакутија,
соопшти представник на регионалната служба за вонредни состојби. Меѓутоа, извори во Руското министерство за одбрана тврдат дека при нападот на авионот биле повредени 16 лица. Како што јави ТАС, за сега нема точни податоци ниту за бројот на лица кои се наоѓале во леталото при неговото уривање. Првично беше соопштено дека во авионот имало 32 патници и 7 членови на екипажот, за потоа да се информира дека во него имало вкупно 30 лица, од кои неголемиот дел воени офицери. Руските медиуми првично јавија дека несреќата ја преживееле само 6 лица, но Министерството за одбрана ги демантираше ваквите информации, нагласувајќи дека при уривањето на авионот нема загинати. Најмалку 25 лица починаа од труење со алкохол во Источен Сибир, а уште 16 други се наоѓаат во критична состојба. Сите жртви, според наводите на исследниците, се жители на населеното место Ново Ленино. Вкупно 42 лица се пренесени во локалната болница по труење предизвикано од тоа што пиеле лусион за капење кој содржал метанол. Истражниот комитет на Руската Федерација објави дека на шишињата со лусион пишувало дека е само за надворешна употреба. Властите покрена истрага во врска со овој инцидент. Иркутск е 6ти по големина град во Русија со 1,1 милион жители. Викендов Штип беше домаќин на меморијалниот боксерски турнир Јордан Мијалков во организација на Боксерската федерација на Македонија и боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип. Љубителите на овој спорт имаа можност да уживаат во боксерските вештини на спортисти од Македонија, Косово и Србија. Имаме неколку клубови од регионов. Значи тука се Динамо Панчево, тука се Југ Боксинг Лесковац, Сурдолица Србија, тука е Печ Косово, тука е плюс сите клубови од Македонија земаат учество во тие 12 борби. Официјалниот дел од Јордан Мијалков настапува фактички кремот од македонскиот бокс. Настапуваат сега повторно на рингот е Мартин Алексов, Никола Арсов, Јонус Киле, тие се од бокски клуб Пинк Пантер. Тука е Гоце Јаневски, тоа се сите веќе докажани репрезентативци. Од помладите, перспективни репрезентативци, овде Александар Ристовски, овде е Роберто Ристовски. Од неодамна Боксерската федерација на Македонија има нов управен одбор и нов председател, а една од новините за поголема афирмација на овој спорт е организирање боксерски турнири во рамки на Националната боксерска лига. Затоа што во 2017 година во склопот на Националната лига, која што ќе биде ново формирана на ниво на држава, ќе треба сите да бидат домаќини и организатори на истата. Затоа и се поканет да видат како се организира и како се спроведува една ваква манифестација. Петар Чурлинов, селектор на македонската боксерска репрезентација со 4 деценискиот стаж како тренер, вели дека боксот во Македонија тргна во нагорна линија. Боксерската репрезентација на Македонија и општо боксот на Република Македонија беше во едно затишне од 2 години, односно пасивно беше во боксот, меѓутоа сега со ново избраното председателство и новиот управен одбор на Боксерска федерација на Република Македонија, начело со Игор Златков, веќе некои работи добија во динамика, така да веќе почнуваме да кажеме од почеток, меѓутоа со боксери кои беа малку пасивни овие 2 години, сепак тоа го почнаве со првиот настап на Златниот гонг, каде една мала изборна репрезентација доследно ја презентираше Македонија како боксерска, да кажем, една сила, со тоа што го освоиме и Златниот гонг со наш представник со Гоце Јаневски. За најдобар боксер на меѓународниот турнир Јордан Мијалков беше прогласен Никола Арсов од боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип. Освојувач е и на првиот трофеј. Александар Костич од Србија беше прогласен за најдобар техничар, а Диел Враноци од Косово и Петар Стошич од Србија беа прогласени за најборбен пар. Откако во последната соло борба совлада противник 4,5 килограми потежок од себе и во последниот надпревар во екипна конкуренција, младиот македонец Кристијан Воденски доживеа уште еден успех како круна на големиот број на успеси во 2016 година. Во последната екипна борба неговиот тим го освои првото место на турнирот во Младинската лига за регионот Есен во Германија. Воденски во трите борби беше поуспешен од своите противници и беше еден од најзаслужните за освојувањето на екипното прво место на неговиот
неговиот тим Гейлбах, кој во финалето беше подобар од Волфхаген. Следните предизвици на младиот кикбоксер продолжуваат и во новата 2017 година. Facebook статус ја заинтригира кошаркарската јавност во Македонија. Facebook статусот на тренерот на женскиот кошаркарски клуб Клубски Љупчо Петровски, во кој тој вели дека наместо на кошаркарски надпревар заминал на лов, беше причина спортскиот веб портал Гол.мк да го карактеризира неговиот потек во стилот на изреката да не беше жалосно, ке беше трагично, алудирајќи на неодигрувањето на првенствениот надпревар кој екипата од Делчево требаше да го одигра со женската екипа на Вардар од Скопје. Како одговор на ова, Петровски исто така на социјалната мрежа одговори: "Јас пробав да ги спасам децата од евентуална опасност и сум горд на самиот себе. Ниту сум бил ловџија, ниту сум фатил пушка во раце, ниту ќе бидам, но вие истрчавте со изјавата препишена од Facebook профил, за кој не знаете ни чие." За да ја дознае вистината зошто не беше одигран кошаркарскиот надпревар помеѓу екипите на Вардар од Скопје и Клубски Патриот од Делчево, Канал Плюс телевизија реши да побара одговор директно од тренерот Љупчо Петровски. Ние, испратиме до Кошаркарска федерација на Македонија допис и бараме во петокот поради настанатата политичка ситуација во државата да сето тоа се одложи за 2, 3, 5 дена и ние да го одиграме кошаркарскиот надпревар. Меѓутоа, во Кошаркарска федерација ни рекоа дека ситуацијата е во ред и дека треба да отидеме и да го одиграме надпреварот. Одлучивме да не патуваат кошаркарките на овој надпревар. Имаме право, пропозициите на Кошаркарска федерација на Македонија ни дозволуваат еден надпревар да не се одигра. Меѓутоа, не знам поради кои причини, некои спортски портали од тоа почнаа да прават скечови. Тој им порачува на спортските новинари и веб портали да не се занимаваат со поединечни статуси, туку пошироко да ја следат женската кошарка, а исто така порача дека иднината на клубот не е доведена под знак прашалник како што беше напишано во споменатиот веб портал. И затоа би ги замолил сите новинари да отидат по спортските сали да видат како се работи со младите кошаркари и кошаркарки на минус 20, на минус 15, каде се одигруваат спортските надпревари. Јас сум тренер 30 години на сцената, кошаркарската сцена у Македонија. Никој не може да ми ги девалвира моите резултати, тие се постигнати на терен со моите кошаркарки со добра игра. Меѓутоа знам дека на некој му сметаат и добрите резултати на кошаркарскиот клуб Клубски. Можеби и не сака да се надпреварува во првата кошаркарска лига, меѓутоа Делчево е спортски град, Делчево е град на кошарката, Делчево е град на женската кошарка и ние остануваме во првата кошаркарска лига и ќе играме до крај. Не сме од тие клубови кои една година играат, една година не играат. Инаку подршка до тренерот Љупчо Петровски со намера да се продолжи со исто темпо во насока на промовирање на кошарката во Делчево, на социјалните мрежи му изразија голем број на кошаркарски стручњаци од Македонија, Бугарија и Србија. Ова беа сите предвидени содржини за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодариме на вниманието. Имајте пријатна вечер.